Кога сме кај мајсторството, кое што секој пат знаеме со Анита во изминативе години да го апострофираме, нели секако мајсторскиот испит кој што можеби есенцијална каписла за започнување некое свое можеби прагматично дело кое што сме го замислиле, збореми нели за започнување на собствен бизнис или ако се направи пренос на традиција, представа посебен вид нели на подсредно стручно образование или за стекнување на звање мајстор, потребно е успешно завршување на мајсторскиот испит за одредена занечиска дејност. Се однесува за лица кои имаат завршено средно образование и соодветно работно искуство во некоја занечиска дејност за која што сакаат да полагаат и мајсторски испит. За значењето на истото првпат премиерно на Тилма одиме за тоа да го апострофираме како е чест денес да се биде мајстор. Запознајте ја Марта, страстна, но се уште неискусна сладкарка. Марта првпат доби желба да стане сладкарка летото кога наполни 7 години. Првата книга што ја прочита беше Готвач за торти. Сонуваше дека еден ден ќе ја направи совршената торта. Но во реалноста, за да се направи совршена торта и да се стане мајстор, потребни се повеќе состојки. Долги, непреспиени ноќи и многу учење. Совладување на нови предизвици секој нов ден. Добра основа. Градење на сонот со посветеност. И кога се изгледа невозможно и на раб си да се откажеш, посветеноста ја претвора страста во цел. Отклучување нова тајна на занаетот секој ден. Иновација, креативност и упорност. И на крајот, како цреше на шлагот, полагање на мајсторски испит. Станувањето мајстор не е само дестинација. Тоа е пат кој годат најупорните. Чест е да си мајстор. Биди горд на своето знаење и вештини, чест е да си мајстор. Неколку пати сме апострофирале за оваа тема, ама многу ми е драго дека повторно ќе можеме, не грешам ако дека сме во ЕК сега во моментот на полагање на мајсторските испити. Сега баш денеска ни почнува испитот, имаме со нас и кандидатка која што денеска полага. Анета, многу години се познаваме и драго ме што си некако постулат на истово, како извршен директор на Занечиската комора и Елена сме се познаваме ние од градот, меѓутоа од сега за неколку часа се полага мајсторскиот испит. Не можам да не те прашам да во 9 часот дека колку отприлика околу 120 минути колку трае полагањето, Анета? Толку е 120 минути испитот, имаат време кандидатите добро да размислат и точно да одговорат на прашањата. Денеска ни испитот за стручна теорија во фризерство и во козметика, утре педагогија, андрагогија и економија и право, сабота практичен дел фризерство, недела практичен дел козметика. Им посакувам среќа на сите кандидати и успешна работа. Ќе те посакам секој се малку после интервјуто. Ќе ни треба на сите. Имено, и на каков начин сега оди прво мајсторскиот испит, првата презентација да речеме во светот на фризерството, како одат постапките, Вака, значи ние одиме прво учиме стручна теорија, ни предаваат професори кои што се дел од факултетите тука. Потоа имаме практична работа кај мајстор и потоа доаѓаат полагањата. Именно. Знаеш, ти си и показател за многумина кои што практично, иако сме говорили со Анета дека тоа чинам дека и Министерството за образование, можеби како податок и статистика го сподели минатата година дека се повеќе млади имаат интерес за стручните предмети од колку можеби
нели самата гимназија како паралелка и тоа ми е драго дека си ми показател дека можеби и ти во своето време не одевме само за подпис па да кажеме дека сме биле нели на практично на усовршување можеби на некој занет, туку успеа да го материализираш на некој начин и да го ставиш како енергија и денес да ти биде твој приход и твоја доходовна работа. Точно. Јас секогаш велам дека занечиството е љубов. Професијата е љубов. Треба секогаш да си ја сакаш пред се работата, да сакаш да го работиш тоа што го учиш, нели да си поставиш цел и да ја постигнеш на крајот. Имено. Ке ми треба сега од тебе, Анета, вака стручно. По стекнување на мајсторска диплома, кандидат може ли да ги пренесе своите општи стручни знаења, вештини и компетиции на, како велат, ученик калфа, чираци. Точно. И вработените, мајсторството е можеби навистина еден од најголемите успеси, практично баш како кронисување на занечиството. Утро ја крсти темата негување на занаети, успех за традицијата. Тоа сме го говореле многу пати во утринската. Да, сме го говореле, меѓутоа занечиството навистина е важно и треба да се зборува за него. Денеска ми е драго што видеото првпат е промовирано во вашата телевизија, која што е продукт на Еразмус проектот Мастер 4.1 и заеднички со нашите партнери од Хрватската занечиска комора, од Занечиската комора во Словенија, ИКС и Алгебра, тоа е партнер од Хрватска, го изработивме и го промовираме по медиумиве. Исто во видео ќе оди во етери во сите три земји и со превод на нивните јазици и да докажеме дека навистина занечиството е вредно да оди во медиумите, да се зборува за него, да имаме што повеќе млади кои што ќе полагаат мајсторски испити и ќе ја добијат мајсторската диплома. Мала дигресија би те прашал, колку во моментот Занечиската комора број активни членови, ако речеме дека вистина преносот на традиција се случува? 2500 имаме активни во моментот членови на територија на град Скопје. Значи, тоа се бизниси од повеќе занечиски сектори, од секторот лични услуги, производство на храна, сладкари, пекари, автомеханичарство, градежен сектор. Значи, има во комората 19 секции од најразлични занечиски дејности. Е оваа бројка од 2500 на територија на град Скопје. Имено, и сиве овие со различни своји животни приказни, чинам дека сите имаат завршено голем дел или мајсторски испит. Дали е тоа можеби есенцијално за, еве да речеме, кога го имате мајсторскиот испит, еве пред малку пред камери ми рековте дека со таа диплома практично или признание, сертификат, можете да се отворите свој бренд практично во некој од земјите во Европа и светот. Да, веќе нашата мајсторската диплома е формално признаена во европските земји, значи гледаме голем интерес и на наши или македонски државјани кои живеат во странство да полагаат мајсторски испит во Македонија. Во Македонија, значи, Занечиска комора Скопје веќе доаѓа до изработка на 7-та програма за мајсторски испит. Се надеваме дека оваа бројка ќе направиме минимум 20, за да можат да имаат можност во сите сектори да се пријавуваат занечи и да полагаат. Значи, оваа диплома е знак на препознатливост, на квалитет, на вештини, умешност на мајстор занечија и треба да му носи нели на занечијата и ученици кои што понатаму ќе може да се ги доквалификува како сопствен кадар и да обучува сопствен кадар во иднина за свој потреби. Имено. Која е законската регулатива конкретно, нели, која гледаме како основа за оние мајсторски испити кои што ги има нашата земја? Во Македонија мајсторскиот испит е опфатен со нашиот закон, законот за занечиство и законот за стручно и е на 5 ниво во националната рамка на квалификација. Тоа значи дека е дел од формално образование, како што има важност дипломата за средно високо образование и оваа диплома има истата важност. Значи е више образование е најголемо достигнување на еден занечија во занечискиот сектор. Тоа значи дека нашиве занечи кои што ќе положат овие 4 дена ќе се стекнат со кредити од 60 до 120 во зависност од програмата која што ја полагаат. Двете програми, фризер и козметичар, носат по 120 кредити. Значи овие занечи кои што ќе положат во наредниве 4 дена ќе се стекнат со уште 120 кредити во кредитниот систем во Република Македонија. И што би значило зелена, тоа е отворен светот во отворен, да. За да го покаже својот перформанс и знаење и талент. Колку години веќе Елена си во фризерството? Па, со оглед на тоа дека јас почнав да работам многу мала, мислам да го сакам овој занет многу мала, па можам да кажам 20 плюс. 20 плюс? Да. Бидејќи те поврзам со сторијата на веќе ја познаваш и мојата сестра, практично вела дека од најмала возраст, вистина, кога имаш занет, го сакаш и го трасираш патот некако. Затоа кажав, фризерството, занаетот е љубов. Имено.
дознав и знам дека си иницијатор, големината твоја во случајот е иницијативата и на Movember, оно движење кое што го имаме практично во текот на секоја година и условно кажано на awareness, потек за мажите, нели, и така натаму. Верувам дека ти отвори нови полиња можеби на креација на интерес, не само да бидеш, нели, добра во што се вели со ножичките во својот салон, туку баш си креатор на некои нови движења и кампањи во нашата земја. Па да, јас изминатите 2 години бев дел од таа кампања, да кажеме, не бев иницијатор, но бев инволвирана во целата во целата организација, во сето тоа. Тоа е, како да кажам, нешто што треба секој од нас да се стреми да биде дел, затоа што можеби ние не сишаме мажи, можеби ние немаме толку многу мажи во нашите салони, но треба да поттикнеме малку поголема свест околу, нели, тој дел од движењето на Movember. Да, тука само може да додадам, Марко, дека секцијата на фризери Публико мора да инициира многу настани и доста се активни на ова поле, така да они беа иницијатор на овој настан каде што членува, нели, и Елена, и навистина ми е драго, иницијатори се на уште еден настан што ќе следи на 21 април, тоа е надпреварот на ученици фризери во двете училишта во градот Скопје. Тоа е локален надпревар, меѓутоа многу значи за учениците, ги мотивира и понатаму да напредуваат во својата струка и професија, да дојдат до одреден стадиум, еве како што гостинката успеала, нели, да си отвори свој бизнис, да успее во бизнисот, да се бори понатаму да биде уште подобра. Даваме мотивација на тој начин учениците да стигнат до некое ниво во својата професија и што е основно да продолжат во занаетот, затоа што се случува да завршат стручно образование, меѓутоа да работат нешто сосема друго. За жал, да. Еве, убаво спомена и Анита, што конкретно еве ако те прашам ти донесе занаетот во твојот живот? Освен тоа што практично си мајстор и вештини имаш во себе, меѓутоа како животна приказна, она што ти донесе како духовно исполнување? Насмевката на клиентите. Знаете, многу е убаво кога ќе направиш убава фризура, кога ќе направиш нов тип на шишање, кога клиентот ќе се насмее и ќе се засака во огледало кога ќе се погледне. Значи, најголемиот дел е лична сатисфакција да ги направиш луѓето среќни. Јас сум човекот што сака да ги разубавува луѓето и никогаш нема да престане да го прави тоа и мислам дека тоа ми е мене најголемото достигнување. Имено, како се обиде да останеш различна и достоинствена на пазарот? Ова го говорам бидејќи денес практично младите и да лутаат. Сакаат, нели, да речеме, брзи пари, полесни пари и така натаму, а при тоа ништо консеквентни да останат или, нели, конзистентни во некој одреден, во една категорија или сектор, каде што ќе се додат можеби и приходот со тек на животот. Бидејќи сите денес се окупирани со тоа што е трендот во светот, практично не си го слушаат срцето. Како успеа да ги елиминираш можеби сите тие негативности, нели, како што секој од нас понекогаш се случува, дали сум подобен за оваа професија, дали сум добар, дали сигурно ја сакам и така натаму, бидејќи младите баш лутаат. Така, во право сте за тоа. Значи вака, треба прво да си поставиш цел и да видиш дали таа цел на кој начин ќе ја постигнеш, дали таа цел е тоа што ќе ти ги задоволи барањата, очекувањата на еден начин, затоа што сакаш ти да постигнеш во иднина и да одиш степ бај степ. Значи, како што го правиме, нели, мајсторскиот испит, сега имаме стручна теорија, па имаме практична работа, па имаме полагања, така има една хиерархија во нашиот занает. Значи, мораш да почнеш да одиш на пракса, мораш да почнеш да го засакаш едноставно занаетот и да видиш во што си најдобар. Затоа што знаеме, нели, сите ние имаме колористи, имаме луѓе кои што прават предобри шишања, значи има уметници кои што прават фризури и сите ние се насочуваме, значи зборувам кога ќе се одлучиш, нели, дека фризерството е твојата професија, се насочуваме кон одредени работи, дали тоа ќе бидат боите, дали ќе биде колористика, дали ќе бидат уметнички работи, фризури. Мислам дека тоа се гледа на почетокот кога ќе почнеме да работиме, да. Имено. Некаде на крај би те прашала ета. Секој пат се случува прашалник, некои, знаете, и вистина изумираат и практично да ги снемуваат можеби од листата на Заедничката комора. Кој сосема можеби се истребија и за кој можеби се уште стравувате, еве, и да речеме како платформа?
Мислам, делот за нетите веќе ги нема. Немаме регистриран тапетар, за жал, занает за кој што се уште има потреба на пазарот. Има побарувачка, меѓутоа тапетари регистрирани во регистарот наш нема. Папуџија нема, јорганџија нема, значи тие занаети веќе сосема изумреа. На работно изумирање можеме да кажеме слободно дека се и часовничарите, занает за кој што Вистина. голем дел од населението има потреба да поправи часовник кој што е навистина скап и не сака да го остави во фиока неупотреблив, да смени батерија квалитетна и слично. Имаме само неколку часовничари, еден ковач во градот, ташнари исто што произведуваат ташни веќе нема. Предлагавме по министерствата и надлежните институции овие занаети да бидат ослободени од плаќање на придонеси, за да може да опстанат, да може локалното население да ги користи услугите кои што се неопходни во секојдневното живење. Чевларот исто е на работно изумирање. Имаме занаети за кои што навистина има потреба државата да даде поддршка за да наредните, например, синот или ќерката да влезе во занаетот, меѓутоа да биде ослободен од оние месечни давачки затоа што се ниско доходовни за да продолжат да опстанат. Се случува тие субвенции повторно Се понатаму? случуваат, меѓутоа тоа се многу малку средства кои што не помагаат во делот на одржување на тој бизнес жив, па имаме затварање и веќе од тие бизнеси ретко кои од наредните генерации прават пренос на дејност, односно ќе превземаат за нечиските бизнеси. Се надеваме дека нашите иницијативи ќе бидат слушнати на време, за да не се случи да дојдеме до ситуација да во градот нема занает за кој што навистина има потреба. Беше драго да ви имам. Честитки уште еднаш. Во 9 часот чекаме потврда само дека се Резултати, поминало да. добро. Значи, ако благодарам на Беше драго да среќата, да. Благодарност, Марко, секогаш ни е мило во оваа телевизија да гостуваме. Обој страна е. Се гледаме повторно за новитетите.